слушате во третата епизода на подкастот на Фитера 10 од 10. Развојот на иновациите и развојот на нови технологии се во фокусот на работа на Фитера и денеска особено ми е драго што гостува еден успешен предприемач кој со својата компанија има развиено повеќе иновации и нови технологии во своето работење. Денеска гости ни е Дашмир Истрифи, собственик на компанијата Hoyotech. Добро дојдовте, Дашмир. Добро ви најдов. IT индустријата е индустрија која што е најмногу развиена во целиот свет, меѓутоа и во портфолиото на фондот најголем број на поддржани компании доаѓаат од IT индустријата. Токму и вашите проекти се од таа област. Па ако може накратко, Дашмир, да ни објасниш точно кои проекти вие ги имате развиено со поддршка на Фитера и која е вашата визија? Најпрво ви благодарам за поканата. Чест ми е да бидам дел од овој подкаст за јубилејниот на Фондот за иновации. Нашата компанија на самите почетоци ние почнавме со IoT решенија, значи наша пасија, страст како група која што оформивме Hoyotech беше да работиме на IoT проекти. И се поклопи дури на самите наши почетоци да дознавме дека Фитера поддржуваат иновативни идеи, стартапи, кои што на неколку, да кажеме, брейнсторминг сесии со екипата што оформивме Hoyotech размислувавме како би ги користиле овие за понатаму да прошириме компанијата и да растеме за нешто што го размислувавме подолг временски период. Све беше околу Internet of Things. Така. И до ден денес, уште после 5 години од формирање на компанијата, се уште имаме постојан раст и нови продуктни портфолија во тој домен. А Дашмир, на кој пазар значи вие ги продавате своите производи и која е вашата целна група? Ние почнавме нормално, локално. Македонија ни беа првите тестови, да кажеме, на нашата идеја и на нашата замисла како ни е концепирано целото решение да го смислиме. Со тоа што секогаш имавме цел проширување на странски пазари. Но ако не имаш добро присуство локално каде што се наоѓаш, не си индикатор дека ќе имаш некој голем успех надвор. Па со таа замисла почнавме и тука и баш на самиот почеток нас ни се погоди да добиеме и првата стартапова, 2 беше повикот. Ја добивме првата поддршка од Фондот за иновации. Тогаш целиот тој буџет ние го искористивме за R&D, значи истражување и развој, за подобрување на продуктот, пред ние да се спремиме за некој надворешен пазар. Тука локално почнавме со помали фирми да соработуваме и така баш тој snowballing ефект, како можам да го кажам, од една фирма према втора, према трета, не доведе на поголеми корисници. Потоа, после првите 3 години... Која е вашата таргет група? Таргет група ни се странски пазари, али во сите пазари таргети ни се инвеститори на згради. Значи, тие кои што се во градежништво, затоа што нашето смарт хом решение е наменето за таков бизнис-то-бизнис соработка, каде што на крајни корисници се сите граѓани на општеството кој што сакаат нивниот дом да им биде паметен. Освен тоа се сегментираат и нови, така дознавме со преку инструментот, пошто имавме можности да експериментираме и да правиме нови, да речеме, потаргетирани продукти, за да ги таргетираме и бизнис заедницата, значи сите тие што имаат канцелари, да може да си ги менаџираат нивните канцелари, претежно во енергетска ефикасност, да им се намалат трошоците во тој сегмент. Па сега и воведуваме и нови продуктни линии кои што се за хотелиерство или за други билдинг менеджмент системи и слично, кои што се за тие индустрии. Додека во пазари моментално имаме соработка со компании во швајцарски пазар, Германија, Холандија и Америка. Одлично. Дашмир, во својата работа сигурно се соочил со многу предизвици.
Меѓутоа, еве, како 3 лекции кои што вие би ги издвоиле и кои што би ги пренале на публиката, значи што научивте како 3 најважни лекции од своето предприемничко патување? Ја би кажал само некои работи кои што ми се од моje лично искуство. Нема некој правилник, да речеме, чек-листа како би се снашле во предприемништво, затоа што ова повеќе личи на уметност, него на нешто што е црно-бело, па да имаш некои насоки, да речеме. Ја би им советувал, да речеме, на сите нови постоечки предприемачи да се водат со одредена визија. Значи, ние на самите почетоци имавме една одредена визија каде сакаме да постигнавме. И затоа правевме постепено планирање. Но и премногу планирање е штетно за компанијата, затоа што те лимитира на да не превземаш акции за следни чекори. Така да некој микс од планирање и продолжување во насоки како да се материализира целото планирање и нормално ако се прават грешки во тој пат не е крај на светот, од грешките повеќе пати се учи, се надоградуваш и целиот тим така се надоградуваше, што беше многу битно. Ние од првиот моментум, дури кога го добивме грантот, рековме супер, дојде момент сега да се дуплираме како тим. И на секој од нив да им се одредат одредени одговорности. Па на сите праве одредени грешки во одредени моменти, но битното од тоа дека тие станувавме се подобри и така се, да речеме, се увршувавме како тим. Битно е многу тимот да се одбере, тој е најклучниот фактор. Без разлика дали имаш изворена идеја, да имаш нешто што е многу иновативно или нешто што не постои на пазарот, се додека немаш одреден тим кој што ќе биде двигателот, моторот на целата таа идеја да се материализира, би го посоветувал тоа, значи селектирање, одбирање на тимот не е само било што. Истинските луѓе да ги имате покрај себе. Да. Точно. Дашмир, вие во своите проекти имате претежно се базирани на вештачка интелигенција, тоа е доста актуелна тема и вие од вашето искуство и вашето работење што сметате дека треба да се промени за да се потикне овој развој во нашата земја? Па тоа што гледам моментално во нашата земја има неколку компании што веќе почна да воведуваат вештачка интелигенција, кои за странски пазари продукти, кои за нивните продукти. Нашиот пример е за наши сопствениот продукт, за да целиот тој механизам да учи од начинот на кај што јас си раководам со одреден продукт, па да ми даде сугестии, да ми оптимизира и целото тоа. На тој начин ние го применивме во нашиот продукт вештачката интелигенција. Тоа дојде после одредена фаза, негде 2021 ние почнавме со воведување на тоа на IoT решенијата кои што ги имаме. И тоа нема крај, мислам, може да се принамени на различни во сите области. Дури последната година и големиот бум што имаше вештачката интелигенција се виде дека колку е фактички моќна, се додека се принамени за добри цели. Дашмир, дали можете од сите вие проекти вие што ги имате развиено да издвоите еден проект на кој што навистина се гордеете? Па тоа дали има еден горди сте на сите? Да, ко сите деца што ги стакаш подеднакво, не можеш да двоиш продукт или проекти, да кажеме, сите ти носат уникатно решение, уникатно искуство. Дури со некој што можда не сум успеал, пошто во текот на овие 5 години сме имали и некои помали, да кажеме, во развој да не успеат на пазарот, не можам да кажам дека не ми се свига како проект или како продукт, пошто заради таа грешка или ради тој продукт сум успеал да го усовршам некој друг продукт. Следен, Да, баш имавме еден таков кој што мислам не успеавме, беше за vending machines, тоа сакавме да го користиме локално во пазарот, али бидејќи немавме голем потенцијал,
имаше застој на тој проект, али сето тоа знаење што го акумулиравме, пошто и таму користевме вешташка интелигенција, го принаменивме во смарт хом решението и фактички го надградувавме. Така. Па не би ги двоил, искрено. Одлично. Браво. За крај би сакала да ве прашам колку сте задоволни од комуникацијата и соработката со Фондот за иновации и технолошки развој, дали би продолжиле и во иднина да аплицирате со своји проекти во фондот? Може да се кажат многу работи во целиот овој процес, пошто е многу обемен. И во сите фази, сега ако се навраќам на нас, во сите фази сме имале потреба од различно нешто. Дали нешто ние сме успеале да направиме на време или на нешто да не сме убаво координирани од тоа што сме ние прочитале, да речеме, од документацијата, али во секоја фаза сме наишле на супорт од страна на колеги од Фондот за иновации, кои што не посоветувале како тоа треба да се направи. Така да во поглед на супортот не можам да се жалам за тоа што имат фантастичен тим кој што се спремни да помагаат за било кој. Значи, ако споредувам во првиот повик кој што не беше за стартапова и комерцијализација, кој што ние тогаш бевме многу мали, добивме ист супорт како и за големиот проект кој што го добивме и не е селектирано во основа дека помала фирма добива помала поддршка или поголема фирма ќе добие поголема поддршка. Се тоа дури некогаш сум изненаден од супортот што доаѓа. И сега не можам да дадам, да речеме, некоја оценка од целото тоа, затоа што треба да го доживее некој и да види од сите страни, од сите сегменти како можеш да присвоиш целото тоа. Така. Многу ми е драго за одличната соработка и се надевам дека ќе имате и понатака одлична соработка со Фондот за иновации и технолошки развој и многу успешни проекти ви посакувам и во иднина. Ви благодарам, Дашмир, ви благодарам и вие што ја следевте третата епизода. Продолжуваме понатака со четвртата епизода, каде што гостин ќе ни биде Иван Конгуловски од Биоинженеринг. Пријатно!